На пат за Витлеем. Додека чекориме низ животот, си поставуваме различни цели. Можеби тие се поврзани со нашата животна ситуација. Можеби се однесуваат на нашата работа или семејство. Можеби сакаме да изгубиме некој килограм. Можеби сакаме порешително да одиме во теретана или промена на нашата исхрана. Тоа можеби се нашите цели. Како и да е, препознаваме нешто што ни е потребно, нешто што ни недостасува во животот и го поставуваме како цел. И сакаме да успееме. Дали со истата посветеност пристапуваме и кон нашиот духовен живот? Дали воопшто обрнуваме доволно внимание на нашиот духовен раст или во некои случаи духовен застој, за да анализираме каков е нашиот однос со Бог, со Неговата црква, со Неговиот народ, со нашите браќа и сестри во телото Христово? Евангелието знае да не потсетува за потребата постојано да бидеме подготвени, будни и постојано да се стремиме да бидеме подобри христијани. Секој ден. Нашиот Господ во Евангелието ни учи дека нашите земски богатства и се што сме собрале тука на земјата станува безвредно кога ќе бидеме повикани во нашиот вечен дом. Затоа треба да ставиме приоритет на важните работи, не на богатствата и собирање на световни работи, туку зајакнување на нашиот дух, раст во верата и служење на другите, а не само на себе. Овој период на пост е одлична можност да си поставиме вакви цели. Можеме да се запрашаме каков јас сакам да се видам на крајот од овој пост. Како треба да се променам? Што треба да направам? Што треба да променам? Треба да се препознаеме како луѓе со недостатоци, со слабости и слично. А и да работиме на нив исто како што тоа го правиме во другите аспекти од нашиот живот. Запомнете, постот не е само да најадеме месо во петок или за време на целиот пост или било каква друга храна. Сето тоа нема да ни помогне да влеземе во рајот. Промената на себе, поставувањето цели за да бидеме духовно подобри и да служиме на другите според примерот на нашиот Господ, ќе не водат до спасение. Нашата вера е вера на дела, а не на пасивни активности што ќе ги одбележиме на список и ќе добиеме златни звезди на нив. Немаме слободни денови, ниту пак можеме да го измамиме Бог со помалку труд или со неискористени таленти. Затоа да ја живееме нашата вера подготвено и со радост, додека продолжуваме да се подготвуваме да го сретнеме нашиот Господ во тело во ова божитно време. На пат за Витлеем.